Имате ли видено на хартија нешто, освен тој non-paper што излезе од Франција, за тоа како ќе изгледа новата методологија? На хартија не, меѓутоа комесарот на широко ни образложи и од тоа што го слушнавме звучи охрабрувачки. Има од што да се плашат земјите кандидати? Тоа ќе биде потежок процес, подолг процес? Комесарот спомна неколку принципи. Првото е кредибилност, а тоа е дека процесот завршува со членство во Европската Унија и дека ако ние испорачаме, Европската Унија ќе испорача. Второто е политичкото управување на процесот повеќе од едно административно бирократско, што значи дека ние ќе учествуваме во работните тела, би учествувале во работните тела на Унијата и пред членството. И третото динамичност, што значи дека брзината на преговорите ќе се наметне единствено од брзината која што ние ќе наметнеме. Така да овие остануваат поглавјата, ќе бидат групирани во кластери. Според предлогот групирани во кластери, неколку поглавја во еден кластер слични, во моментот кога ќе се постигне високо ниво на усогласеност се отвара еден кластер, а во тој момент сите поглавја во рамки на кластерот се отвараат со можност во една година да се затвараат сите поглавја од кластерот доколку динамиката е добра. Така да имаше затварање на еден кластер е преуслов за отварање друг. Тука немаше чист одговор по однос на тоа, изгледа се уште се дебатира прашањето на консекутивноста во отварање на поглавјата, меѓутоа самиот факт што еден од принципите е динамизам, односно динамичност, дава охрабрување дека процесот може да се забрза доколку ние покажеме волја за тоа. Тоа би значило пак некакви стандардни 5, 6, 7 години преговори пред членство? Никој не може да преюдицира колку тоа ќе трае. Ние сме се уште во фаза на драфтирање на текстот. Се уште кај мене е дилемата дали текстот ќе биде комисиски текст или ќе биде текст на совет. Што вели Вархеј? Тоа е разлика. Вархеј вели дека ќе биде комисиски текст. Ако е тоа, тогаш е полесна веројатно процедурата, но со претходна консултација со земјите членки. Да го видиме ако излезе на 29-ти, тогаш ќе можеме поконкретно да коментираме. Ова се повеќе впечатоци од средбата.